Денешната пресконференција свикав со цел да ја информирам пошироката јавност за сето она што општина Росуман, односно градоначалникот, се разбира со помош на Советот и на општинската администрација, успешно го спроведе во изминатата 2016, но и за плановите за 2017 година. За изминатата 2016 година со сигурност може да кажеме дека е година на успешно реализирани голем број на инфраструктурни проекти во областа на патните мрежи, тротоарите, канализациите, водоводите и другите уредувања. Успешно се заврши проектот на поставување на тротоари во централното подрачје на Росуман и Сирково, односно се направија тротоари со бетон коцки во должина од 3 км, а ширина од 2 метри. Се уредија централните подрачје на село Паликора, село Сирково, Трстеник, Дебриште со бетон коцки. Се изградија улици во населените места Трстеник, Паликура, Сирково, Рибарци, Манастерици и Росуман, со што се заврши 96% асфалтирање на сите улици во општината. Со помош на владата на Република Македонија направивме тротоари на главната улица во Росуман, но и ја проширивме за побезбеден сообраќај по неа. Во исто време ја завршивме и првата фаза од изградбата на локалниот пат Росуман-Сирково. Обезбедените средства се по системот 60% владата на Република Македонија, 40% општината. Во делот на изградбата на канализации и водоводи, успешно се направи пропусната шахта за водоводот од Лукар и крак од атмосферската канализација во Росуман. Овде мора да кажам исто така дека по повод 20 години на општина Росуман, во текот на целата година, општината организираше повеќе културни настани, но ќе споменеме и дека испечативме и книга Општина Росуман, хроника на Црноречието. Продолжуваме и поддржуваме гостување на културно-уметничко друштво Росуман во Турција, Србија, Романија. А во полето на спортот финансираме 4 фудбалски клуба, од кои еден во третата лига, а 3 во општинска со Кавадарци. Мора да потенцирам дека со сигурен чекор одиме кон реализација на нашите планови и за ова 2017 година. Пред нас се повеќе значајни и големи проекти од кои веќе почнавме да реализираме и да работиме, бидејќи се од огромен интерес и значај на општина Росуман и на нејзините граѓани. Почитувани граѓани, нашиот буџет е мал, како за една од помалите општини по територија и луѓе. Ние со своите скромни можности имаме започнато голем број на проекти. Тука ќе набројам само неколку, со кои програмата која ветивме пред 4 години ќе исполниме со реализација од над 90% успешност, надвор од проектите кои што веќе сме ги реализирале, а не сме ги ветиле. Локалниот пат Росуман-Сирково ќе биде почнат по завршна фаза, штом ќе дозволат условите за работа, бидејќи на тендер веќе е избран и изведувачен. Исто така, уредувањето на централното подрачје на село Манастерец ќе биде завршено штом ќе дозволат временските услови, со доизградба на тротоари и проширување на главната улица, исто така и преминот на Догот. Исто така, имаме аплицирано во Бирото за регионален развој проект изградба на локалниот пат Манастерец-Трстеник, кој ќе се кофинансира од 70% од владата и 30% од општината. Преку Владарски плански регион имаме апликации за дел од крак на атмосферската канализација во горниот тек на Росуман, чија вредност поминува над 5 милиони денари. Тековно за изградба на улици и тротоари во сите населени места на општината. Секоја година ќе вложуваме исто така и ова околу 6 милиона денари во сите населени места каде што има услови ќе изградиме и тротоари. Во план сме заедно со јавно комунално предпријатие Росуман да го обновиме цевководот до резерварот во село Сирково, но и набавка на пумпа за водоснабдување на Росуман како резервна варијанта при несакани дефекти. Исто така, во делот на изградба во план е до завршување на старото училиште за повеќе намени, како целодневен престој на пензионери, библиотека, дом на култура и друго, за што имаме и апликација до Европската унија преку меѓугранична соработка со Република Грција. Успешно ќе го завршиме парното грејење на пелети во училиштето во Сирково, но ќе изградиме игралиште за баскет во Камендол. Како еден од најважните документи, оваа година ќе го донесеме и урбанистичкиот план за Росуман. Нема да изостанат ни поддршката за спортските клубови и културно-уметничките друштва. Почитувани, општина Росуман и јас како градоначалник секогаш ќе се стремиме кон подобрување на условите за живот, слушајќи ве вас, како гласот на народот за потребите кои се неопходни за квалитетен живот во сопствената општина.